Портал Работник на YouTube. Притиснете лайк и subscribe и удрете на звончето. Почитувани гледачи, јас сум Бобан Илиевски, а вие гледате нова епизода на Работник подкаст. Денеска разговараме на тема безбедност и здравје на работното место. А за таа цел, наш денешен гостин е председателот на Македонското здружение за заштита при работа, господинот Милан Петковски. Останете со нас. Милан, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете на гостин во новата епизода на Работник подкаст. Благодарам, Боби, што ме покани. Задоволство е секогаш да бидам дел од твоите продукции, твоите емисии, која третираат тема која често пати ја забораваат многумина, иако е мислам една од побитни. Во секој случај да почнуваме. Така. Може слободно да се каже дека во постпандемискиот период на некој начин работниците ги утврдија своите приоритети и ова важи на глобално ниво. Но за жал безбедноста и здравјето при работа некако не се најде на листата на важни приоритети на работниците. Испадна дека важно им е повеќе да имаат поголема плата, да имаат пофлексибилни работни услови и исто така меѓу човечките односи им се важни во компаниите каде што работат. Како вие гледате на овој момент? Јас бе цитирал тука кога велиш дека работниците ги одредија своите приоритети. Дали тие ги одредија или некој ги одреди за нив, тоа е веќе тема за дилема, али дефинитивно го сведовме целиот овој да кажам комплексен систем на трудово право, делот на трудот, делот на работните односи во една проста реченица, тоа е да се преживее. Мислам, она што често пати го гледам и го слушам и го се обидувам да го процесирам во некој рационален контекст е дека всушност многумината ние кои го зема управувањето со државата нема никаква представа што да прават кога станува збор за безбедност и здравјето при работа. Ако се подсетувам, често пати со пријателиве со кои иницииравме некои, вклучувајќи и тебе тука во тој круг на луѓе кои се обидувавме нешто да направиме поврзано и кога беше пандемијата и каде што научно потврдени постапки, методи би требало да бидат водечки во анулирањето на ефектите, негативните ефекти на една така светска пандемија. Од другата страна имавме политиканти кои осим потребата, насушната наркоманска потреба да бидат во медиумите и да глумат лудило дека ја управуваат целата ситуација, нешто многу повеќе не видов. Затоа се котиравме на она бедно прво место каде што по бројот на смртни случаи, затоа имаме евидентирано, барем од страна на докторите, потврдено 20 до 30 починати здравствени лица како последица на COVID-19. Затоа имаме една армија на луѓе кои поминаа низ оние бројни заразени, молекувани во наводници оздравени луѓе. Затоа имаме ситуација во Македонија каде што никој не говори за пост-ковидот, поточно за така наречениот долг ковид или лонг ковид ефект на самото заболување. Затоа имаме ситуација дека во целиот овој период кога се обидувавме да ја го ставиме акцентот на превентивата, сите сметаа дека дури и со должна вистина морам да го споменам Уставниот суд кој се прогласи за ненадлежен да оценува дали некој е дискриминиран или не во оваа земја. Едноставно, ако треба да се сетам една реклама порано на еден производител на пиво, векаше Скопско и се е можно. Ево да е Македонија и се е можно. Иако ме потврдуваат во моите намери и на намерите на моите колеги дека всушност превентивно треба да се делува,
ме потврдуваат бројни светски организации, меѓу кои е Европската агенција за безбедност и здравје при работа, Европската комисија, Меѓународната трудова организација, кои што малтене речиси месец дена после нас ги потврдува истите оние наши ставови. Се уште во умот ми звони ајде да кажам неписменото говорење на дел од нашите колеги дека не треба да се прават проценки на ризик, дека не потекнува, зашто не требало, што не потекнувало од работната средина и така натаму. Во секој случај можеби премногу стави фокус на она како последицата што беше од SARS-CoV-2 како биолошка штетност и COVID-19 како заболување, но во релативно кратко време можеби на светот му укажам дека многу е подобро да се спречува отколку да се лекува. Кај нас обратно беше, многу подобро да се лекува, да се плаче заради тоа и да се питачи заради тоа, после тоа да се справуваме или како горниот ќе ни шкртне, така да се справуваме со работите. Едноставно имаме многу неписмени луѓе на разни владеачки или раководни позиции кои го практицираат тоа бесрамно и она што можам да кажам или она што за жал можам да го констатираме дека нема никаква одговорност. Нема одговорност кога се палат ковид центри, нема одговорност кога се палат автобуси, нема одговорност кога гинат работници и едноставно поминува. Кога тоа така поминува, човек да се запраша дали нешто не е во ред со него, не со другите. Постојано на социјалните мрежи објавувате медиумски наслови на работници нели кои што доживеале несреќа при работа. Но некако институциите и покрај тоа, бидејќи вие важите за човек кој што е стручен во таа сфера, вие не сте било кој, вие сте токму, нели сте инженер за заштита при работа, сте стручен во тој сегмент. Сега, како што реков, тоа не наоѓа на одговор од страна на институциите. Каде според вас лежи проблемот за непреземањето на мерки од страна на властите за сузбивање на овие несреќи или пак да речеме да се сузбијат сега да се случуваат, ама да се намалат на минимално ниво? Види, да ме прашаше да кажеме некаде пред 20 години повеќе, кога започнав, пред 25 години кога започнав со моја кариера, тоа веројатно првата реченица која ќе изустев ќе беше да кажеме дека немаме добро спроведување на законот, всушност дека институцијата која треба да ја земеме на фокус или под лупа, тоа е Државниот трудов инспекторат. Со годиниве како поминуваат, сваќам дека системот не ја расипа. Системот не ни чини. Ние ако дојдеме во ситуација дека поставувате луѓе кои не ја разбираат самава проблематика, не знаат што значи тоа политика поврзана со труд, него едноставно фокусот го стават на социјалата, ќе разберете зашто сега трудот се наоѓа таму кај што се наоѓа. Кога јас публикувам сите оние несреќи кои се случуваат на работните места, немам јас некоја си она болна побуда да всушност ги глорифицирам несреќите на самото работно место, него сакам да предучам дека тоа е последица на неспроведувањето на заштитата при работа. Во неколку такви ситуации кај што имавме, ајде да кажеме, обраќање јавни, заедно со врвни луѓе или првите луѓе на нашите институции, каде што веќе ми е мака кој ќе ги слушнам дека ние се движиме во, не знам, ваква насока, онаква насока, дека ние превзимаме работи, а од друга страна имате армија на загинати и армија на повредени луѓе, кои пак ќе речем и она што го бележиме ние конзервативна бројка и дека далеку не одговара на она што е реалноста. Па ќе дојдеме во ситуација дека ќе им предочам дека да ги тргнат тие розови наочари, малце подобро да ја погледнат цела оваа ситуација, тие што прават?
Оно што секој политикан го прави, тоа ја игнорира. Тоа е првата работа. Значи, ако нешто сум научил дека во држава, ако имаш познавање од одредена проблематика, а не си од нашите, тоа ќе бидеш игнориран. Тоа е првата работа. Втората работа е дека и кога си се пријавил за тоа работно место кое би требало да ги подобри условите за твоите сограѓани, тоа е исто како да си се волонтираш дека ти можеш да го возиш автобусот Македонија, ама при тоа немаш возачка дозвола, него имаш добра желба и она најчесто практикуваната пракса кај политички партија, нашево дете е паметно и ќе научи додека практицира функцијата. Од друга страна, па соочени сме со систем кој не побарува одговорност од самите извршители на функции, него има една глупа флоскула, празен збор. А тоа е вика, ние вика, ќе ја сносиме политичката одговорност. Хајде бре, мајгар. Кога секој ќе плати со живот, кога секој стопанството ќе го заринка, тоа не ќе плателе со политичка одговорност. Ете, тука е целата квака, дека тие немаат лична одговорност, него имаат политичка одговорност. И третиот елемент кој всушност говори за неспроведувањето се податоците кои ние, барем во ние извештаи кои ги публикуваме на секој 28, говорат дека барем еден неделно не гине на работните места. Таа весела математика каде што јас се нарекувам Тоблероне информации има, нема, и ден денеска функционира, да кажеме, кај јавните институции кои комуницираат надвор, ама па за некоја среќа престанаа да им веруваат овие, нели, сонцето кај што ги свети од Европската комисија, од Американската амбасада, од сите оние значајни партнери, престануваат да им веруваат и често пати не цитираат нас како извор на релевантни информации каде што им посочуваат дека ниту имаат систем кој ги евидентира, да кажеме, вистинските несреќи на работните места, ниту па од друга страна реално се посветуваат на пристапување кон разрешување на проблемите врзани со безбедност и здравјето при работа на работно место. Комично е кога ќе дојдете во една земја, како што е нашава, да рапортирате дека имате 0 смртни случаи на работно место, тоа ве става да бидете подобри од Норвешка, од оние скандинавски земји, од Германија, од Швајцарија, а од друга страна имате исто и 0 професионални заболувања на работните места, водите во бројот на карциноми, водите во бројот на кардиоваскуларни болести кои завршуваат со фатален исход и така натаму. Многу нестручност, многу олако пристапување или лесно пристапување кон работиве, а може би и тоа е резултатот на она дури како равенка што го постави Меѓународната трудова организација дека 4% од БДП една земја како нашава троши директно или индиректно на компензации на несреќи на работа. За оние политикантите кои веројатно ова ќе го слушаат, во да ви преведам, тоа се од нашиот буџет, кој е 10 милиарди, тоа се 400 милиони евра, директни или индиректни трошоци поврзани со самите несреќи на работните места. Ако ви интересира што се спаѓа во тоа, слободно контактирате ме, нема проблеми да се тоа објаснам. Така. Во моите речиси 4 години работно искуство како новинар од областа на работните односи, постојано се соочувам се и се сретнувам со луѓе кои што велат ќе работам, не ми е гајле дали нели ми е безбедно или не ми е безбедно работното место, само да земам плата. Сега, Милан, значи како да го надминеме овој менталитет на ставање на парите пред здравјето, бидејќи велат народот наш е познат по тоа да вели здравје е многу важно, здравје да се има, но на крајот во пракса испаѓа дека тоа не е така. Ако те интересира менталниот склоп на луѓето, тоа е се напатени луѓе, кои што во суштина сиромаштијата ги гази,
Немањето на средства да си ги покријат основните животни потреби ги доведува во нерационална ситуација, абсурдна ситуација, каде што велат, да те цитирам, не е битно каде работам, битно е да заработам. Добро, тоа во суштина вика брзите пари секогаш доаѓаат со спори проблеми. Ако дојдеш во ситуација дека го загубиш здравјето, тогаш многу брзо ќе се квалификуваш во една народна поговорка која вели здравиот човек има 1000 жилби, ама болниот има само една, таа е да оздрави. Кога си болен, кога го имаш изгубено здравјето, а ако па го имаш згорено, тоа е неповратно изгубено, ќе дојдеш во ситуација да бидеш пациент. Пациентот не е здрав човек, пациентот не е мобилен човек, пациентот е тој кој што во суштина ќе биде врзан за одредени услови, за едно одредено окружување кое на голема мерица ќе го донесе да и животниот век му биде скратен, но и квалитетот на животот. Нема да го помине остатокот од својот животен век квалитетно, него едноставно ќе го помине, борејќи се да дојде во ситуација да купи ден проде. Сега, кога дојдеме во ситуација зошто се случува тоа, повторно се навраќам на оние политиканти кои со голема леснотија 2020 година, 2021, кон крајот 2021, дојдоа во ситуација и што направија? За да се умилкуваат или додворат на бизнис заедницата, која секогаш има проблем со тоа да обезбедува доволно пари за создавање на таа превентивна култура, дојдоа и оние казни кои беа пропишани оригинално во Законот за безбедност и здравје при работа, со амандмани во самиот закон ги всушност смали. Ако тогаш казната беше најголемата 8000 евра за една ставка, сега е намалија на 3000 евра, па ако се договорите во тој периодот на посредување, како веќе да го викаат, ќе стигнете и на половина. Така да направија многу поприфатливо да всушност дури дојдете во ситуација да платите доколку некој се повреди или загине на работното место, отколку, например, да спроведувате оно што го побарува самиот закон. Па згоре на тоа, ако дојдеме и во ситуација дека максималната казна за работодавач, кој што всушност бил запознат со ризиците на работното место и дозволил да се случат несреќи, максимално што може да одговара е 1 година затвор. Таа 1 година, кој ќе дојде во истиот оној наш правен систем, кој ќе дојде да му се бројуваат деновите во притвор, деновите во целиот тој процес кој го поменува, ќе дојде во ситуација дека нема последица. Рече си сето тоа зрачи од секоја пора на нашето општество, каде што наместо да се движиме во насока да се заштитиме, малце сме, не сме многу, ќе се споредите 2 милиона колку и да не има, или 1.800.000 според последниот попис, сите ѓутуре собрани на купче, и дека тоа не представува ниту предградија на некој од оние европски метрополи со бројот на жители, ќе сватите дека иако сме малку, иако сме онаки како што сме, доаѓаме во ситуација дека првото со што тргуваме или првата работа со која правиме компромис е нашето здравје. Ова е долг процес, каде што ова треба да се смени. Ние се обидуваме да делуваме преку синдикатите и да почнеме да преку директно, преку работникот, да му ја приближиме цела тоа тема и да наместо биде делот кој што се однесува на тоа да земам плата, здравјето да го дадам како вересија, да го смениме тој пристап и да ги едуцираме што е возможно повеќе работниците во однос на оваа проблематика. Секако паралелно со ова се обидуваме да го направиме истото и со работодавачите, дека комплетно се предадовме да убедуваме некој од нашата администрација. Едноставно знаеме кога сме игнорирани, знаеме кога не сме ценети, знаеме кога не сме посекувани како партнер, така да секој со својот памет. Така. Ги спомена казните во контекст на тоа.
Еве сега нели имаше летово, читам тоа беше во август, ако не се лажам, кога нели имаше забрана за да се работи на жешко, така, на високите температури. Но имаше, еве, кај мене, ја кај што живеам, тука работници работеа, градежни на тие високите температури. Сега кој ми е, од тука ми произлегува следното прашање. Има компании, особено во приватниот сектор, кои што намерно ги прекршуваат законските прописи, меѓу кои и законот за безбедност и здравје при работа. Дали само потенцијалното зголемување на казните на некоја си поголема сума, или пак воведување на построги санкции во однос на лежење во затвор би биле потенцијални решенија според тебе за да го намалиме бројот на фирми кои си земаат за комоција да го прекршуваат овој важен закон, суштински закон, нели, и да ставаат во опасност, нели, човечки животи. Боби каже еден пример, ама ајде да ја вратам тема малку поназад. Мислам, секако очигледно е тоа што се случува, да кажеме, и кај приватниот, и кај, нели, јавниот сектор, него многу повеќе, знаеш што ми смета? Ми смета дека ние зборуваме за конкретни фирми, а цела наша администрација. Судот земи го за пример. Тие немаат направено проценка на ризика, тие треба да судат дека во суштина фирма некоја, филијална фирма не направила проценка или се повредил работникот. Рече си, сум запрепастен. Еве, во изминатиот период, за моја среќа, имам одлични средби со представници на синдикати, разговарам со самите раководства на синдикати, синдикални представници, така натаму, представници на вработените за безбедност и здравје права, и не можам да се одделам од чувството, мноштвото од нив се во јавниот сектор, тоест поточно во државните институции. Не можам да се одделам од чувството на таа дуалност во општеството, дека законот за едни важи, за некој не важи. Инспекцијата во одредени установи оди, во одредени не оди. Фасциниран сум на тоа дека некој кога станува збор за законот за безбедност и здравје правата одлучува дека ќе го спроведува или нема да го спроведува. Дали е тоа војската, дали е тоа армијата, дали е тоа судот, дали се тоа, да кажеме, министерствата, кој ќе дојдете во ситуација, па јас се убив, човече Божи, му пишувам на Стево Пендаровски периодично, дали ги направил проценките на ризик за своите вработени таму, нема никаков одговор. Не доаѓаме во ситуација да нашите, пази, ние ги плаќаме тие со наши пари. Тие немаат одговорност кон, еве да кажем, јас се третирам оваа проблематика, заштита права тие не чувствуваат одговорност, едноставно. Еве, некој лае таму доле, кажува нешто. А од друга страна, па некако лицемерно ми е стално да ги ставаме, дури колку да се кабаетли, колку да се криви овие приватњаци во фирмиве, во приватниве, да доаѓаат во ситуација кога го правиме тоа само заради тоа што можеме или заради тоа што е тоа вистинскиот пристап. Па на крајот, ајде да излеземе од зоната на комфорт. Да дојдеме во ситуација дека малтене она армија на државни вработени кои починаа како последица на COVID-19. Некој од работодавачите беше ли прозван? Дојде ли во ситуација дека нели овие министерства дојде ли во ситуација дека одговара заради тоа ли? Едноставно, мислам, јас кога го дури ги видов тие двајцата кога влегува во скафандери во собрание, кај што без срам, без перде, доаѓаат омакво и си толкуваат закони. Законот го ставаат подоле од колку правилникот кој во суштина си го доделе на ниво на собрание. И доаѓаме во ситуација дека дали јас и ти можеме да разговараме за оваа проблематика сериозно или треба да јас да импровизирам и овде по папагалски научено на памет
Стихов збор да дојдем да рецитирам дека имаме работодавачи кои ја ценат безбедноста и здравјето при работа, но имаме и такви кои во суштина тотално несовесно работат. Англија тоа го има решено со еден многу прост закон, а тој се вика закон за менслотер или убиство од нехатост или убиство, ајде да кажеме, на работното место. Тие велат дека во суштина доколку се докаже, самиот работодавач завршува во затвор, ако не е примено тоа што требало да биде применето, на крајот на крајовите секој треба да има лична одговорност. И она што во суштина дефинитивно му недостасува на нашиот систем, тоа е повратна спрега, поточно механизам кој што не државниот инспекторат, него некој кој може многу повеќе да ги издобори, а тоа е осигурувањето кој може да дојде во ситуација да ги компензира тие што се повредени, но да го испенали соодветно кој што предизвикува заради небрежност, несреќи на работното место. Една паралела само да направам, да не беше осигурувањето задолжително како е денеска за автомобилите, ќе се најдевме во ситуација дека ќе имавме карамбол по улиците. Но бидејќи секој пред се си го цени тоа што го има, но уште повеќе се плаши дека ќе треба да плати повеќе доколку нема осигурување, затоа имаме состојбата како така уредена барем во делот на автомобилите кои ги возиме. Мора да имаме систем со повратна спрега, мораме да имаме лична одговорност, но мораме пред се да имаме луѓе кои разбираат проблематиката. Само затоа што некој е наш, не значи дека ја разбира проблематиката. Така. И сега сакам да те прашам едно прашање за кое што претходно немаме разговарано, но мислам дека и интересно и во иднина планирам истото да го третираме. Бидејќи испратја некоја своја порака. Имено секоја година на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, тоа е на 28 април, Министерството, односно Националниот совет за безбедност и здравје при работа, кој што е подржан од Министерството за труд и социјална политика, но и одредени граѓански организации кои од областа на безбедноста и здравјето при работа, кои што во оваа ситуација нема да ги ставам во уста, бидејќи не сакам да отварам и со нив никакви да имам никакви препреки и да се докажувам. Сакам да те прашам колку се почитуваат критериумите за доделување на овие награди на компаниите. Колку од институциите, а колку од, еве да кажам, вашите колеги? Види, прво директно те одговорам на ова, после ќе се навратам на овакво. Секој може да доделува награди за што сака. Има големо значење тоа. Например, кај нас може тоа не се зема за толку сериозно, ама во други држави се зема за многу сериозно. Ти не можеш, например, да ја доделиш награда на компанија која што, не знам, имала еден куп на несреќи при работа. Можеш, овде во Македонија можеш да си формираш наменски здруженија. Значи, политичка партија да си формира здружение. Тоа здружение да си доделува награди на фирми, според податоците и ти кои ги споделуваш, на фирми кои што се гиганти, а на кои луѓе им гинат. Јас барем разбрав во изминатиот период дека 4 им загинале на работното место, директно и од луѓе внатре, потврдено со инспекцијски записи, се обидуваат да ги забошотат, доаѓаат во ситуација да на крајот добиваат награда за добра пракса. Само треба да се прашат од тиквата дали неприсуството на врвниот менаџмент, а ова се информација од прва рака, неприсуството на врвниот менаџмент на доделувањето на наградите не говори за тоа дека барем тие луѓе од странство кои се не се во ситуација дека им било срам за да дојдат да земат такво лицемерие.
самите нивните зборови се дека не можеме да дојдеме кога ни ги надвојение да доаѓаме да примаме награди за добра пракса. Од друга страна, може би е тоа добар пиар потек од една страна, затоа што се заштитиле да некој не поставува некои незгодни прашања во моментот на доделување на самите награди. Но затоа ти реков, глупости може да... имбецилноста не можеш да ја мериш, таа е безгранична. Ајнштајн тоа го потврдил, рекол дека две работи се бесконечни, едната е универзумот, а втората е глупоста. Глупоста кај овие луѓе, после се коригирал самиот. Тој рекол, ама не сум толку сигурен за универзумот. Глупоста кај овие луѓе е исклучително голема димензија, кај што заради лични причини и заради нати го дај ми го, умеа тоа да го направи, на крајот на кревите кој ќе дојде вистинското време, ќе дојдеме и во вистинска ситуација да сето тоа го ставиме во контекст кој треба да биде ставен. Но, она што всушност можам да го потврдам за она што го доделува Советот за безбедност, е всушност наградата која ние долги години доделувавме е базирана не на окативно мерење или пријателско мерење на квалификациите за добивање на таа награда, него на реално испитување, алфанумерички развиено од страна на членови од Мачинскиот факултет, каде што врз основа на тие алфанумерички забележувања се добиваат резултати заради кои некои дури за малку поени не успеваат да ги усвојат наградите. Можам да тврдам дека предводен од сегашниот председател на Советот, професор Чаловска, и од тимот кој оваа година ги избираше, беше најпрофесионално направено тоа и истите тие ги заслужуваат овие награди. Морам да ти скоригирам само дека оваа година заради пандемија, заради други организацијски работи беше доделена наградата за време на Европската недела за безбедност и здравје и правата и еднакво оригинално се доделува на 28 април, али затоа па другите доделувачи на награди доделува за време на 28 реално, мислам дека ниту ги знам, ниту па од друга страна може да ги коментирам критериумите врз основа на кои ги доделувале единствено дека она што го правеа во изминатиот период кога се случува смртни случаи за компании да им доделуваш за добра пракса е имбецилност, ништо повеќе. Инаку само да те коригирам во однос на една работа, како е станува збор за Советот, Министерството за труд и социјална политика нема никакви ингеренции во Советот. Советот е советодавно и експертско тело при владата на Република Македонија, а владата на Република Македонија делегира своји 3 члена кои произлегуваат од понивно мислење. Значи, владата смета дека треба да делегира луѓе од МТСП и од ДИТ. Значи, МТСП е Министерство за труд и социјална политика, кој е надлежно за креирање на политиките за безбедност и здравје и правата, а ДИТ е органот во рамките на државата, самостоен орган, кој во суштина врши надзор над спроведувањето на законот и подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за безбедност и здравје и правата. Затоа би сакал јасно и гласно да кажам, МТСП самото по себе не постои во Советот, него делегираните членови од владата на Република Македонија се случува да произлегуваат од МТСП како најблизок, ајде да кажеме, орган во рамките на владата кој ја третира темата за безбедност и здравје при работа. Утре заутре може да решат дека треба да биде Министерство за земјоделие, техничка инспекција или не знам кој друг, сепак тоа е во рамките на владата. Како владата ќе одлучи? Во Советот таксативно се наведени во Законот за безбедност и здравје и правата кои се членови, 15 членови на Советот за безбедност и здравје и правата, и сакам туку уште еднаш да афирмирам идејата зашто беше концепиран, зашто беше создаден, зашто беше иницииран, за да на едно место се дискутираат темите поврзани со безбедност и здравјето и правата, вклучувајќи ги
законската рамка, вклучувајќи ги стратегиите на национално ниво, вклучувајќи ги кампањите, вклучувајќи ги процесите кои доведуваат до професионализација во областите на заштитата при работа или инженерството и во областа на медицина, на антропологија, така натаму и така натаму. Во секој случај идејата беше на едно место да се доведат и експертите, и работниците, и работодавачите, но секако и оние кои се дел од администрацијата, од државата, кои би требало да ги креираат политиките кои се произлегуваат од спроведувањето или неспроведувањето на заштита на природата. Инаку, како за информација, колку го спроведуваме ова сето што го говориме, ќе цитирам само неодамна еден извештај на Институтот за јавно здравје, каде што вели дека во 21 на ниво на цела Македонија од 700.000 вработени направени се околу 100.000 прегледи. Ако земеме дека најголем дел на вработените, ако земеме медицински прегледи, ако земеме дека најголем дел од тие прегледи се случуваат на 2 години, некаде околу 80.000, ќе видиме дека процентот на исполнување на законот во Македонија се движи некаде околу 20%. И па толку ни се спроведува законот и толку можеме да очекуваме, иако плаќаме 100% да биде спроведен. Ние, кога им даваме пари, кога им даваме плата на административците, ние очекуваме 100% услуга. Во овој случај добиваме 20% услуга. Толку се спроведува. Ви благодарам уште едно што одвоивте време да не бидете наш денешен гостин и се надевам дека во иднина дали ќе имаме можност да зборуваме на многу прашања, можеби да ги повториме и истите, бидејќи тоа е и една од целите на работник и да отвора нови теми, но и да ги повторува истите прашања кои што се суштински и важни, за да се крева свеста. На тоа само можеме да се надеваме. Не, Боби, дефинитивно ти благодарам, мислам, за можноста, за платформа која ми овозможува да искажам дел од своите согледувања, и тоа се мои согледувања. Мислам, да не се лажеме, не се ставува и на некој друг. Тоа се мои ставови, така да единствено доколку некој сака да објаснување, може директно да ме праша, да ме контактира и да излезе со други аргументи кога би требало да спори со одредени нив. А она што дефинитивно би сакал да го некој издржи до крајот на интервјуто, не да го догледа. Дефинитивно што сакам да како една порака да испратаме дека можете за се да разговарате, да преговарате како работници. Можете за се да дојдете во ситуација да сметате дека треба или не треба да биде исполнето, или треба или не треба да биде дел од таа преговарачка маса на која сте седнале со работодавачите и со државните институции. Но она што праксата го покажува е дека секогаш кога ќе седнете да преговарате за вашето здравје, секогаш ќе бидете на губитничката страна. Секогаш ќе се најдете во ситуација дека неповратно губите нешто што наместо да ви овозможи квалитетен и релативно, ајде да кажеме, пристоен и долг живот, вие всушност сето тоа го кратите и доаѓате во ситуација да парите кои денеска ќе ги заработите, утре ќе ги потрошите на лекарства. Не го измислувам тоа јас, тоа всушност е потврдено на секаде низ светот, затоа што она што безбедноста и здравјето при работа кај развиените земји го нуди е тој така наречен систем на превентивна заштита или создавање на таа превентивна култура. Сето она што ќе го слушнете во рамките на одредени статистики, бројки и така натаму, сето тоа е потврлање во мојава професија. Тоа значи дека всушност уште една споредба. Ако бројам јас на годишно ниво некаде 40 на смртни случаи, пак конзервативна бројка, и ако бројам 1800 потврдени според Институтот за јавно здравје потешко повредени, пак конзервативна бројка. Значи, овие бројки се речиси за двојно поголеми, според слободна проценка.
ќе дојдеме во ситуација дека ние ни оддалеку, дури со оваа статистика која споделувам, не можеме да бидеме дел на тоа така наречено европско развиено семејство, него дури не би рекол дека припаѓаме на некоја си заостаната земја во развој, него едноставно имаме класичен пример на непочитување на основното човеково право, тоа е право на живот. Едноставно пристапот кој го имаат нашите политиканти, неписменост, неедуцираност, игноранскиот однос кон професионалците кои можат речи си бесплатно да допринесат кон сето ова или унапредување на целата оваа проблематика, не може никако другачие да резултира, него со жртви, со болести, со страдање на својот собствен народ. Жал ми е што вака ќе завршиме целокупна приказна, но те молам не се обесхрабрувај која ќе дојдат да ти зборуваат дека оваа тема за подобри времења. Тие подобри времења никогаш нема да дојдат, заради тоа што секогаш кога ја буткаме оваа тема под черличе, секогаш тоа ни експлодира во лице. Уште еднаш благодарност од моја страна, па се гледаме.